Првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро го посветуваме на тема екологија. Како и секогаш тековно ги следиме активностите на еколошките здруженија низ земјава. Здруженијето на граѓани за заштита и унапредување на животната средина Екологика од Скопје во рамки на проектот Велоучилишта реализира активности за поставување на едукативна велопатека со цел подигнување на свеста и едукација на учениците за безбедно користење на велосипедот како превозно средство. Ова утро Никола Нешковски од Здруженијето Екологик гостин во студиото 3 на Македонската телевизија. Добро утро и добро дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам за тоа што ја прифативте нашата покана. Спомена во најавата, најновата во низа активности во рамки на проектот за велоучилишта е поставувањето на едукативната велопатека. На почеток би сакал да ги запознаеме гледачите за што точно станува збор. Јас мала корекција само да направам. Не е проект, туку е програма, образовна програма е велоучилишта. За што станува збор? Долго време веќе планиравме некаде низ Македонија да поставиме некој тип на едукативна патека на тема велосипедизам. Истава е наменета за родители и деца. Истата ќе се намести, да речеме, ќе се постави во Источна Македонија, во Пехчевскиот регион, и тоа би требало да заврши официјалното поставување и пуштање на таа патека за користење во наредниве неколку недели. Така. Која е целта на поставувањето на оваа велопатека кај нас и дали е прва од ваков вид во Македонија? Со второто прашање ќе почнам. Да, од ваков тип е прва патека во Македонија. Идејата е да се зголеми интересот за велосипедизам и кај деца и кај родители. Меѓутоа, од друга страна е и да правилно се користи велосипедот и правилно да се однесуваме кога возиме велосипед, од аспект на безбедност, од аспект на исхрана, од аспект на правилно возење по различни терени, нагоре, надолу. Се си има подредена техника, тоа се базични чекори кои ги представуваме кај децата и родителите, меѓутоа тоа се оние работи кои фалат, да речеме, на возачи почетници. И тоа е зашто многу ретко се зборува кај нас, барем кога е во прашање велосипедизмот. Ќе говориме подетално за овие аспекти на прашањата нешто подолу во разговорот. Би сакал сега да им откриеме на нашите гледачи какви содржини ќе понуди оваа велопатека и зошто се од големо значење, особено за најмладите. Во поглед на содржините, фокусот е ставен на неколку категории. Како што спомнав, одиме со безбедност во планина, односно при возење на планински велосипед, каде што почнуваме со моментот на ставање на кацига и носење на кацига. Бидејќи често сме приметиле дека одреден број на деца носат кацига, меѓутоа истата е несоодветно поставена на нивната глава, што е исто како да не носат кацига. Така да тука имаме некои совети како се мести кацига. Продолжуваме со начин на исхрана, што и како треба да се земе во ранчето, односно за планинарска авантура, кога се работи за кратка тура, средна тура, долга тура, бидејќи често се занемарува и тој факт, нели, од поглед на течност и од поглед на соодветна храна, дали ќе биде тоа шекери, соли и така натаму. Децата и родителите знаат често да ги занемарат и после тоа за време на самата авантура имаме проблем каде што детето не може да вози веќе едноставно. Продолжуваме со учење на велосипедски делови, што исто така битен момент од аспект на тоа дека тоа ме води кон следниот чекор, после тоа и базично одржување на велосипедот. Што исто така многу битен момент, бидејќи најпросто кажано ќе ни се дупне гума на планина. Или ќе го туркаме точекот до дома, или ќе си ја смениме гумата и ќе продолжиме со возење, што не е ништо страшно во самата ситуација, така да опфаќа доста битни аспекти оваа патека. Се надеваме дека ќе им користи на многу луѓе, бидејќи прво од едукативен карактер, а второ самата патека е прилично лесна и интересна за било каков тип на возач, на велосипедист. Едукацијата за велосипедско нагодување, потоа тука е правилниот начин на исхрана при возење велосипед, велосипедската опрема, оно што го споменавте, што да се конзумира, како да се смени дупната гума е нешто за што децата ретко имаат можност да слушнат или пак да им се обрне повеќе внимание на овие теми. На кој начин вие ќе се обидете да ги доближите овие теми и прашања токму до нив? Тука ние користиме програмата. Баш програмата Велоучилишта, каде што во основните училишта низ Македонија во моментов имаме активни членки 162 основни училишта, со тоа што на начин интерактивен, забавен и теоретски и практичен им ги доближуваме овие теми, со тоа што гледаме дека од година во година интересот расте кај децата, бидејќи првенствено тие имаат љубов кон велосипедот, само некаде во нивниот живот таа прекинува. Од X причини. Треба да се потикнат и да се мотивираат. Да. Меѓутоа тука морам да ги спомнам и наставниците од основните училишта, бидејќи без нив нели тие ни се линкот помеѓу нас и помеѓу децата, без нив нема да дојде знаењето до децата, така да една голема благодарност до сите нив.
Пробуваме на најразлични начини да ја доближиме оваа тема. Еве последно нешто е велопатеката, претходно имаме одредени образовни програми кои ги вметнуваме во самите училишта, одредени активности, а исто така и одредени настани. Тука морам да ги спомнам велородео настаните, кои се многу популарни и на кои децата буквално учат не само за велосипедско нагодување, баланс и така натаму, туку учат и некои одредени морални вредности кои треба да се практикуваат во било кое време. Верувам дека со нетрпение ги очекуваат 2 пати во годината колку што ги организирате. Зошто е важно да се владеат токму овие вештини кои што пред малку ги споминавте, токму од најрана возраст кај децата? Фокусот нас не е на два типа на вештини, едни кои се базираат на урбано возење, едни кои се базираат на офроуд, односно планинско возење. Патекава е поврзана чисто со планинското возење. Меѓутоа, бидејќи истата е поставена во близина на едукативен центар за животна средина, тој е во село Негрево, во близина на Пекчево, ние имаме и дополнителни содржини кои ги отстапуваме на самиот центар во поглед на безбедност во сообраќај. Бидејќи детето мора да дојде некако до центарот, ако не е донесено со автомобил преку родителите, при што мора да ги знае основните сообраќајни правила. Тоа ни е нас многу битно. Не само да аспект сега збориме на самата патека, нели, за да дојде детето од Пекчево да се исклучи по регионален пат до самата патека или од така наречени позадински патчиња, туку нашата идеја е да имаме што е можно повеќе деца кои безбедно возат од дома до училиште. Тука мора да ги знаат правилата, тука мора да знаат како и каде треба да се постават и на што да внимаваат во одредена сообраќајна ситуација. Да, со цел да бидат одговорни учесници нели во сообраќајот. Како овие едукативни содржини наменети за децата и за родителите ќе обезбедат развивање токму на онаа велосипедска свест кај децата? Преку работа, преку пракса. Она што цело време им го објаснуваме, им го сервираме, да речеме на некој начин во и надвор од училниците, гледаме дека има ефект. Гледаме дека се повеќе и повеќе и родителите внимаваат на тоа како ќе го пуштат детето, ако воопшто го пуштаат со велосипед, дали ќе му стават кацига, што е нагорен тренд, бидејќи во моментот во Македонија кацигата не е задолжителна, тоа е некоја друга дискусија дали треба или не треба да биде, меѓутоа се повеќе и повеќе гледаме дека децата знаат да си сменат нели гума, знаат да се однесуваат во сообраќај и така натаму. Наш фокус е децата над 10 годишна возраст за влез во сообраќај веќе. Тоа се некои закони во моментот што се во Македонија, меѓутоа од друга страна ние базични вештини се фокусираме на деца под 10 години, бидејќи според нас детето треба уште од градинка да почне да самостојно вози велосипед. Во моментот градинките не ни се вклучени, меѓутоа во еднина и тие ќе бидат, така да фокусот е од 6 години нагоре. Од она што вие го имате како искуство до сега, колку децата кои почнуваат да покажуваат интерес токму за возење велосипед, ги имаат овие вештини за кои што станува збор токму во вашите активности? Малку тука ќе бидам резервиран. Очекувавме ние уште кога ја почнавме програмата. Тоа беше неофицијално 2014-15, официјално 2018 година. Очекувавме дека децата ќе имаат по-добри вештини од сам старт, кога ќе почнеме да контактираме со нив, односно да имаме активности со нив. Меѓутоа не беше таква ситуацијата, да бидам искрен, односно оние баш моторички движења кај децата, приметивме дека се според нас барем на едно ниво поназад од што треба да бидат за нивната возраст. Меѓутоа, позитивната страна е дека дете како дете многу брзо учи, многу брзо се приспособува. И буквално после неколку серии на работилници детето веќе е во некоја многу понапредна фаза за многу краток период. Така да не го гледам како лош момент, меѓутоа малце зачудувачки од аспект на тоа дека очекувавме да бидат со малце подобри моторички способности. Оно што особено важно да напоменеме е дека во текот на вашите активности работите на стекнување на вештини и знаења потребни за безбедно и ефикасно возење на велосипед, како во урбана, така и во рурална средина, токму кај децата. Да, баш така. Тоа на што го спомнав, тоа се должи на фактот дека ние работиме и со урбани средини, односно градови, и со села. Тоа уште на почетокот ни беше една дискусија која имавме со разни поддржувачи, зошто баш села. Па и тие деца возат точаци. И тие деца треба да дојдат од точка А до точка Б, дали било за училиште, дали за забава. Така да нашиот фокус е буквално независно од средината, независно од детето каде припаѓа и каде се наоѓа, нас не ни е битно тоа. Битно ни е и во урбан и во рурална средина да ја зголемиме безбедност. И затоа баш во овој момент кога сме веќе кај рурални средини, во моментов почнавме да работиме на некои документи, ова е малце по административниот дел, со препораки за деца велосипедисти во рурални средини.
Така. И сега, колку од сето ова им е достапно на училиште на учениците? Дали овие теми воопшто на некаков начин се застапени во наставните програми? Што велат вашите информации? Во наставните програми не баш, односно имаме некаква допирна точка со темата сообраќај према наставните програми. Меѓутоа, ние како во наставни активности ги сервираме овие теми, односно темата велосипедизам и се она што опфаќа истата. Значи, не збориме само за спорт момент, туку збориме нели безбедност во сообраќај. Така да, интензивно се застапени како во наставни активности, а многу набрзо веруваме дека ќе бидат и официјално внесени. Екологијата е секогаш високо на вашата агенда на делување како здружение. Велите, искуственото учење е многу важно, можеби најважно уште од најрана возраст. Главниот фокус на сите заеднички треба да биде кон заштита и зачувување на животната средина. Колку искуственото учење токму за овие еколошки теми се практикува во нашите училишта? Од кога почнавме, конкретно зборам за воведување на искуствено учење како, ајде да речеме по дефиниција, прилично многу. Со тоа што ова е веќе една друга тема со други програми кои ги работиме, меѓутоа е комплементарна нели со велоучилишта. Во изминатата година статистиките што ги правевме конкретно само за воведување на животна средина и климатски промени како теми преку метод на искуствено учење успеавме да опфатиме повеќе од 50.000 деца. Збориме на ниво на Македонија. Ова нема допирна точка, зборам, има допирна точка, меѓутоа не е директно поврзано со велоучилишта, меѓутоа над 50.000 деца беа вклучени во практични искуствени активности. Со оглед на тоа што веќе имате сериозно искуство по тоа прашање, покажуваат ли децата подобри перформанси во поглед на совладување на наставниот материјал од конкретната област, токму благодарение на ова искуствено учење? Дефинитивно да. Дефинитивно да, и тоа не е, да речем сега, некоја обзервација што ние сме помислили или што мислиме дека е така, туку тоа се базира на факти и на комуникација со наставници. Бидејќи кога работиме на било која тема, дали било велосипедизам или животна средина, комуникацијата со наставниците и фидбекот ни е од огромно значење. Што значи дека за секоја реализирана активност ние имаме комуникација со нив и гледаме нели што чини, што помалку чини во целата ситуација со цел да се подобриме со следната активност. Така да дефинитивно методот на искуствено учење, независно дали е животна средина, верувам и во други теми, си дава резултати. Сега за она што го споминавме претходно, во насока на промоција на велосипедот и здравите животни навики, уште од најрана возраст кај децата, реализирате токму програмата велоучилишта и тоа во 29 општини и 138 основни училишта ширум Македонија, иако можеби бројкава во моментов е зголемена од овие официјални статистики, кои што беа достапни. Летното издание помина во јуни, следното е некаде во есенскиот период, ако не грешам. Да. Како течат подготовките за овој настан? Ова јуни беше малце преместено, обично е мај. Го правиме, меѓутоа така ни налага овој пат активностите, го направивме во јуни. Дефинитивно одиме сега во септември, повторно со таков тип на активности. Искрено се надам дека ќе ги интензивираме од оваа година како што беше пред ковид периодот, бидејќи тогаш имавме серии на вакви активности низ цела Македонија, меѓутоа да, од прилика околу средина на септември. Така да тоа ќе биде еден настан дефинитивно во Скопје, друг настан негде низ Македонија. Ќе одредиме локацијата наскоро, меѓутоа да, се спремаат интересни. Убава и позитивна вест за сите оние кои што со нетрпение го очекуваат токму овој настан. Ако по нешто се издвојуваат овие велородео настани кои што ги организирате, тоа се оние едукативни игри на теми поврзани со заштита и унапредување на животната средина, одржлив развој, но и велосипедизам. Успевате ли на ваков начин да им ги доближите токму еколошките теми до младите? Полесно ли се допира до нив токму преку овие едукативни игри? Преку игра дефинитивно, преку забава дефинитивно. Фактички тоа е дел од искуствено учење. Ние го користиме за време на велородео, нели главниот момент на настанот е велополигонот, кој се состои од 20 на 25 различни вежби кои се подновуваат секоја година. Меѓутоа во моментот кога детето не вози, кога одмара, ние сакаме тој период да го искористиме и да го едуцираме на тема животна средина, климатски промени, одржлив развој и така натаму, така да преку игра, преку забава, преку некои интерактивни содржини ги вклучуваме и децата, но и родителите. Докаде сме на полето на еколошкото образование, со сето ова што го гледаме изминативе години во однос на климатските промени, станува ли неопходност да се размислува на долгорочни патеки за еден предмет наречен еколошко образование и климатски промени, и каква е во моментов соработката со оние градинки и училишта со кои што соработувате во рамки на вашите проекти? На какво расположение наидувате од таа страна? Дефинитивно има потреба за да има официјален предмет, или мене ако ме прашувате лично, јас моје мислење ви кажал предмети.
Дел може да бидат изборни, дел може да бидат нели од оние што се задолжителни. Така да потребата ја има, расположението исто така, бидејќи во оваа измината година со оние 50.000 дечиња со кои сме работеле и многу наставници и воспитувачки од градинките, гледаме дека имаат потреба за ваков тип на образование, меѓутоа и дека им одговара начинот на кој тоа се одвива. Тоа е многу побитно според мене, бидејќи ние може да имаме една тема што е многу битна, од голем интерес, меѓутоа ако самиот пристап не е соодветен за градинка или за училиште, нема да се практикува во или надвор од училницата. Така да она што го гледаме сега, расположение за темата има, меѓутоа уште поголемо расположение има за самиот пристап и го користат на дневна основа. Одлично, што е секако позитивна информација. Да, голем поздрав и до нив, бидејќи на вистина во изминатава година интензивно работеа наставничките и воспитувачките со нас на оваа тема. Пред крајот на денешниот разговор, она што е неизбежно да ве прашаме, секако е во насока на промоција на здравите животни навики, овој пат преку личен пример. Имено вие сте еден од првите македонци кои што заедно со Илија Деревјов и Лазо Миновски со велосипед се искачивте на Дамавант, заспан вулкан во Иран и највисокиот врв во оваа земја и во Западна Азија. Какво е чувството по еден таков подвиг и задоволни ли сте од исполнувањето на оваа ваша цел? Дефинитивно. Тоа во изминатите години не стана некоја како, ајде да речеме, пасија да пробуваме да искачуваме одредени планини што се помалку достапни за велосипед. Што тоа значи дека се одвива се комбинирано, нели, носење на грб, туркање и возење. Меѓутоа од друга страна па и лани истава тројка го качевме на пример Килиманџаро, исто како први македонци со велосипед, меѓутоа идејата наша, целта наша е да се поставуваме точки каде што ќе застане македонец со велосипед на високи планини. Тоа ни е идејата да некако го промовираме планинскиот велосипедизам надвор од Македонија, меѓутоа од македонци. Тоа за сега одлично ви оди, ја имате секако нашата поддршка. Никола, благодарам за одвоеното време и гостувањето во македонската телевизија. Знам дека периодов имате полна агенда со настани и активности. Екипата на Македонија наутро, како и секогаш ќе ве следи и секогаш е тука за промоција на она што се нарекува искуствено учење за животната средина, како и промоција на велосипедизмот како најеколошки и најздрав начин како на транспорт, така и на рекреација. Фала многу.